Маргица, повеле. Благодарам, почитуван председателя, почитуван градоначалник, почитувани представници на општинската администрација. Прво, јас сега би ја пофалила пиар службата на општина Велес, бидејќи по социјалните мрежи се најавуваат проекти како да сте кандидат за градоначалник во предизборен процес. Односно проекти кои што се далеко од нивна реализација и без обезбедени средства. Меѓутоа, она што мене ме интересира до каде се проектите со најавите за обезбедени средства. Се однесува за најавата за обезбеден грант од 750.000 евра за централното градско подрачје за решавање на сообраќајниот хаос со изградба на велосипедски и пешачки патеки, кој што според ваша најава требаше да започне во јануари. И второто прашање ми се однесува на тоа од каде мислите да ги обезбедите средствата за финансиското учество на општината во сите овие проекти, со оглед на тоа што во ваша изјава кажавте дека имаме лимитиран буџет. Бевме сите сведоци на едно кратење на ставки во програмите, меѓу кои беа и ставката за мерни инструменти, па како мислите да ги обезбедите средствата? Ви благодарам. Благодарам, повеле градоначалник. Благодарам, председателе. Почитувани светнички, јас се што сум кажал и се што сум пишал ќе го реализирам. Тоа бидете сигурни. Но верувате дека се наоѓаме во време, не време, каде што во јануар имаме сериозен раст на сите цени. А кога зборувам за раст за сите цени, не зборувам за масло, за шеќер, за зетин, туку раст на цени кои што директно влијат на реализација на програмите. Тука зборувам за железо, за челик, за асфалт, за битумен, за се друго. Втора работа, за проект кој што најавил, се уште не е почнат, не може лошо пренесува меѓу думите. Не реков дека јас од 15 почињаме, туку од 15 фактички почињам проектот. Значи, амбасадорот Гир беше тука, го најави проектот, значи не сум кажал јас сама дека ќе се реализира. Сега, тука има, тоа мислам дека сум ви го објаснил, но да ви го објаснам и целиот проект. Тука има во тој проект има три као посебни целини. Едната целина е двата кружни тека, патот, и уште едниот кружен тек кој треба да се реконструира Кикоњаникот, со други смарт елементи, каде што имаме безбедно финансиски средства. 750.000 евра. Додека има уште два дела. Имаме подземна катна гаража, 1,5 милиони евра, за кој што, кажам, дека и со премиерот сум во комуникација, вчера бев и вице-премиерот во се со цел да кажеме дека дајте вие, ако треба да дајме ние, се со цел да почнеме да работиме од централното градско подрачје да го решаваме сообраќајниот хаос. И има уште еден момент кога ќе се изгради катната гаража да има околу 300.000 евра по штат. Јас не сум го објавил тој проект, само кажав дека сме обезбедили 750.000 евра, мислам дека проектантската куќа или неа го имаше споделено. Така, значи јас не сум кажал ништо, ни плюс ни минус, туку само сум кажал дека им склучив договор со делегација на Европска унија и со Министерството за локална самоуправа за кофинансирање и наше кофинансирање за овој дел. Но овој дел со вие други два дела нема целина. И дополнително, тука и Вотко може да потврди. Првата задача што му дадов како инженер да види дали од тоа што е предвидено во проектот е изводливо или неизводливо, или треба да барем од европска делегација некаква промена, заради тоа што со проектот се предвидува затварање на таа улица. Целиот сообраќај, освен автобуси, да оди по одобниот дел на улицата Страшо Пинџурках. Ја вака лаик на овој хаос да затварам таа улица и да го пренасочам сообраќајот доле, тоа е самоубиство и за сите, не само за нас. Се гледа опцијата да останат кружните текови, да остане улицата, да се направи таму, тоа е добро, треба да се направи атмосферска канализација, треба да се копа, да се, значи, има се како што треба. Но да видиме дали можеме, кога ќе се реконструира улицата, да пуштиме па за сообраќај. Оти кога затвориме таа улица, целиот сообраќај од целиот град ги носиме доле. И пуст влез на подземна катна гаража. Знаете што ќе биде тоа? Еве, дојдете, видите, како советник имате. Право дојдете да го видите, проектот да ви го презентираат колегите, не знам по секоја цена зошто се буткало. Значи, концептот е добар. Не викам дека не е добар. Проектот е добар. Но затварањето ми е знак прашање на горната улица. Сега ние гледаме опција да видиме да се направи се, но да се функционира
горната улица, со тоа што може нема потреба 3 ленти да ќе бидат 2 ленти, едната ќе биде како што е предвидено за паркирање или за велосипедизам. Но да затвориме ние скроз таа улица и само да биде тоа за автобуси. Тоа не можеме вака да го прифатам. Затоа е тоа така. Инаку 18 милиони, 19 милиона стојат од пред нова година.